Добро вечер. Гледате Еврозум. Денеска е 20 ноември, ден на детските права. Еврозум е посветен на оваа тема. Во ова издание на Еврозум денеска ќе гледате. Напуштени, запоставени, проблематични, но сепак само деца. Да бидам стрекна во животот, имам некој ме помогне. Да имам жена, деца, да сворам. А со што се соочуваат во институциите кои треба да работат на нивната рехабилитација? Цело живот сум гледала само тепање, малтретирање, продавање на проституција и мачење. Кои се последиците од негрижата? Да не навлезат во таков тип на криминал кој како резултат на негрижата и недоволната посветеност во институциите. Денеска светот се посветува на детските права, кои за жал секаде во светот се уште проблем. Разликата е во држави кои работат постојано на нивно подобрување и на оние други кои за тоа зборуваат во ретки прилики малку што прават на тој план. Како е кај нас? Илустрација има Мери Јордановска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знае да брои до 10, но не знае да пишува. Само една буква знам. Мојата. Која? Е. Се вика Ерхан, 13 години, зависник од хероин. Го најдовме пред влезот на градскиот трговски центар. Луѓето го одминуваат како да е нормална појавата малолетник да лежи на земја бос на зимски температури, додека по рацете му се гледаат остатоци од игли. Хероин, мутиго. Ево, види. Ама сега не се догирам више. Прекинав. Кога се другираше? 3 дена, 4. Пред 3 дена? И од каде купуваш? Од Шутка. За колку се продава таму? 200 денари, 100 денари, 150 денари. Толку. На плоштадот доаѓа во 10 часот. До полноќ веќе има собрано доволно пари за да купи хероин. Со такси оди до Шутка и до Допана, купува дрога па се враќа назад. Чисти игли зема од аптека. И тогаш следува бегството од реалноста, бегството од сиромаштијата, а не е сам. Ова е Армандо пред повеќе од 4 години. Детето што ве дочекуваше на плоштадот со тарабука и преубав глас. Еве го Армандо сега, на 12 години, зависник од хероин. Дрога зема заедно со татко му. Да се лечи не може, бидејќи во центарот за зависници во Кисела вода не лечат лица до 16 години. Минатата година се јавив во центарот за зависности во Кисела вода да им кажам дека планирам да разговарам со родителите на овие деца и да појдеме во центарот и да се обратиме за помош. Ни кажаа дека таму не работат со деца, односно луѓе кои што имаат проблем со зависности под 16 години. Ги прашав каде да се обратам ако некај вас, ме препратија да се јавам во Центарот за ментално здравје. Се јавив таму, ми кажаа дека работат со деца експериментатори, меѓутоа не деца кои што се веќе зависници. Министерството за труд и социјална политика минатата година кон крајот ноември месец доби листа на имиња и презимиња на децата кои што се под 16 годишна возраста имаат проблем со зависности, а немаат можности за лекување и имиња на нивните родители со понатамошни насоки како да пристапат кон семејствата и децата, а да тоа биде од помош, да тоа биде од конкретна помош за децата. Повторно одговорот, реакцијата е фактот дека децата и денеска се по Скопјево и живеат како што они знаат и умеат и мислат дека е најдобро за себе. Кога ја запознавме Ениса и прошетавме низ центарот на Скопје, речи си да немаше бездомно дете кое не и се фрли во преградки. Ја знае судбината на секоја од нив. Сефедин 12 години, зависник 2 години. Неговиот братучет Ферди 15 години, зависник е веќе 3. Брат му Амис 15 години, истата судбина. Заведен е дека е во дом, но ние го најдовме на улица. Никој не го бара, никој не го контролира. Нема нешто што може да го задржи во домот. Децата доаѓаат со искуства на насилство, децата доаѓаат со искуства со проблеми со зависности и со искуства на сиромаштија, а во домот се нуди програма за цртање, читање и пишување во порфрет. Ениса го прави она што всушност треба да го прават институциите. Видела многу судбини. Децата во тоа семејство станаа зависни пред да стане зависен таткото.
таткото го откри хероинот преку искуството на неговите деца со хероинот. И во колку и да звучи ова, нели, колку и да е шокантна оваа информација, тоа што е жално е дека за таткото имаше можности и има можности во државава да добие некакво внимание и поддршка околу проблемот со зависностите, а за неговите двајца малолетни синови не. Институциите ги знаат овие деца, по лик, име и презиме, но што преземаат. За жал, во државата немаме институција каде што би можело да се рехабилитираат овие деца, значи за зависници од наркотични, односно психотропни супстанции. Во фаза сме на, веќе многу брзо ќе бидат отворени советувалишта за овие деца. Се соочуваме со глобален проблем на питачење, значи тоа се деца на улица, street children што ги викаме, деца кои се евидентирани во центарот за социјална работа кои на повеќе места. Но ова сепак се само деца. Ами сака да научи фотошоп, Армандо да свири, а Ирхан да си најде девојка. Женска да се најде. Да имам жена, деца, да сворам, да работам. Што? Што ќе најдам, ќе фрлам ѓубрина, ваму таму само да имам пар. А додека институциите не се разбудат и не им пружат помош на оние кои тргнале по погрешниот пат, но лесно можат да се вратат на вистинскиот, овие деца остануваат на улица, на релација Топана центар.